ниту знак, ниту патоказ. Само кривулест земјен пат од неколку километри води до мариотското село Пештани. Пештани е едно од камените села распослани на Пештанскиот рид во Мариовско, кое брои 50 трошни куќи и 20 селани во поодминати години. Кога доаѓавме во селото, десно од патот не пресретнаа 2-3 куќи, лево 2-3 плевни, пред нас 6-7, а горе кон ридот уште 5-6 трла и 2-3 булуци овци кои пасеа по меризите на селото. Додека одевме во селото и имавме намера да се упатиме кон овчарот, што ги пасеше овците, на патот подпред на патеричето не пречека 65 годишниот Срико Петре. Изненаден од нашата посета, бидејќи жив човек, туѓинец одамна нема стапнато. И ни велеше: "Што гледаш, бре, дедино? Младите сите избегаа, а старите изумреа." Онаков стар, подгрбавен, осамен, намамува тага во очите. Во муабетот ни се придружи 80 годишниот дедо Сребре. Ни велеше дека пред 4 години го напуштила бабичката. Господ си ја зеде кај него, ни раскажуваше. Децата ми се во прилеп. Доаѓаат кога ќе можат. Додека ова ни го кажуваше, очите му се наполнија со солзи. Така е Бога. Тешки работи, тешки. Чао се прави. Од кај ти беше бабичката за мене? Дуње. Од Дуња, од кај фамилија? Пашовци тамо. Трајан Пашата, така нешто. Шо ти е ова Јован? Кој Јоше? Јоше? Јоше, нито тој, тие се тамо и тие стои, така. Од тој су се, а? Тој се и тамо. Е денес кај колку луѓе он село? Оре нема ништо тамо. И кај замина, што направи баба? Абе, ти избега, тоа со цурилизам од беше, секаде се одеше, и странско, и тука, и се работеше се заволи. Си животарија, си ја редија. Ама сега никаде кај да пои човек нема работи, тешко. За млад народ тешко е. И не може наместо фамилии да си има тие, и во тие 50 години. Богам. Има. Не се вич, не водат ред да се одумува. А овде кај живеш, во која куќа? Ова е. Ова твоја, а? Аха. Што поработуваш вака сега? Оре ништо не се може, што да работам, што да. Дедо Сребре, ај вака да шетим на село да видиме што има важи. Не илбе, кај. Хај да видиме кој луѓе како живе, што живеа. Да пошетаме. Треба се живее, не? Селото е пусто, одамна нема детска смеја во него. Нема ни училиште. Старците што се останати живеат од тоа што самите со двете раце ќе го сработат. Од преостанатите 20 мина пештанци во разговорот ни се придружија Велика со нејзиниот домаќин Мате. Имам 60 на години, ама од пустава работа изгледам како да сум постар од свекрва ми. Нозете и раците не одат. Лекарите ми велат реумај, ни раскажуваше Велика. Во селово ретко навраќаат луѓе, па секој што ќе дојде е добре дојден за малку муабет. Добро утро, домајчине. Добре дошли, гости. Еве Господ, што се вика сполајмо не донесе и во твоево село Пештани. Убаво е наше село, тука сум роден, тука сум и живеам. А иначе бев кавадарци неколку време, 3-4-5 години таму Фазла. Фамилијата ми е тамо. 20 синови имам со по 20 внуци, 4 внуци имам, убави, златни. И Што поработуваш овдека сега? стокава. Пред неколку хиксни години, пред 3 години и тутун работе. Сега тут ме го откажа малце, дали годините или што е, како е. Сега сне Со овци, бе? почку со овци, стои 30 овци, нешто Фазла. Колку куќи има село денеска вака, помни? Слушај,
куќи полни, тие се по 20 луѓе, негде таму, толку со 8 куќи. Кои си тие, каде ни кажеш? А може да почнеме од тука? Така. Славе Димитриевски. Мате Марковски. Нове Марковски. Нова че го знаеш убаво. Да, како не го знам. Тоа од Стребре сам, посаме. Ѓорѓија Стефановски. И доводиме кај Петре, Митре Димитриевски. А другиве куќи се празни, а? Други куќи има ајле семејства. Колку мала има селово? Тоа не сечи синьор, да речеме. Так. А иначе и чанеше таму. Так. Еве, Со живот имаме со сите. да направиме и лав мобе, што се вика и си домаќинкава. Добро утро, како сте ми, Арни, добри сте? Добро утро, добре сте ми дошли. Арно сте дошли да не посетите во селото наше, овде како што сме ние осамени, многу мало нашето село. Се во старо живееме така, ништо немаме подновено. Да речеме, не сме така пристојни, не сакаме овде да обновуваме, што ќе собериме динар, сакаме се повеќе на моки децата да му створиме кај што сет народ живее во град. И ние така. А овдека така живееме во оно што е постаро што се нашло и така сме до сега. Па од цената му викам на дедото да си направиме ова стара куќа ќе падне, викам ни дал Господ на машки внучиња. Една викендица овдека да имаме, ако ние не сме живи, внучињата некогаш ќе сака во нашиот роден крај и сега идат. Го знаат нашето село и ќе сакаат да се вратат, да си дојдат во негова домовина. Пештани изобилува и со круши, и со трње, и со камења. По криволестото зарастено некогашно патче се забележуваат остатоци од некогашни камени корита за перење, како и камени дрвени поила за добитокот. Сето тоа е од памтивека. Низ селото не пресретнуваат остатоци од камени градби со мали презорчиња. Некои наликуваа на куќи, некои на куќурчина, на племни, на трла, на бачила, но сепак заклучокот е дека ова некогаш било дел од селото Пештани. Овие овде места, како ги викате, овде над селова сега што се... Овдека, овие планини, како што ги гледате, Пештани е завиткано во едно, меѓу два рида во едно убаво руво. Да почнам од Радовитиот камен, па Кичено, Кистата бука, камена страга и рупата од источната страна. На врво Џавулата се вика местото. Исто од другата страна од Преслопта Павелјо кај Станамирица градиштето Елена глава и пак се ставува горе на Џавулата. Ќе видите Плетварча, видите Леништа, ќе видите Беловојца, ќе видите Прилеп и другите села таму се глеdaa надолку, ќе чисто времето Мажичишта, натаму Белополе, Новоселани, дури во потоа. Така. Тоа е највисоката точка тука.
А од ова страна како ја викате? Над црквата, белиот камен, огареста на Мирица и она највисокото градиштето се вика. Таму имало некојаш нешто живеалиште, живеале луѓе. Што било, дали од вода се пазеле, дали од војни се пазеле тие луѓе, како живеале, што правеле, Бог да знае. Има зидини, има керамика да се најди, има копанки копани, коње ранеле, кујде што правеле тие луѓе, кујде кој веќе тоа дали во римско време, сигурно во римско време, пред турската империја. Во непосредна близина на црквата Свети Ѓорѓија се наоѓа селскиот кладенец длабок 3 до 4 метри, од кој црпат вода за пиење, а некои селани водата ја има донесено до пред куќите во дворовите, а некои од старците на магарења одат 2-3 километри дневно за да наполнат вода за пиење. А оваа црквата овде како ви се вика што е овде? Црквата се вика Свети Ѓорѓија. Од кога постоја, кога е правена? Дали знаеш? Изгледа во Османлиската империја е правена во турско време затоа што е со 3 скали земји. Кажуваа старите дека сите цркви што се правени во турското време се пониски со 3 скалки. Ова да те прашам, може ли да се сетиш на твоето време како беше селово, како беа свадбите, каштефите? Многу бе. Се сеќавам многу бе, оти јас присуствував да ти кажам браво на сите свадби. На твоето време, вака да се пичетиш, како беше селото, како беше за Спасојан, за Ѓурѓевден, за Митровден? Многу бе. Многу бе. Нашето село го слави Ѓурѓовден, моја слава. Гости од сите села, ќе потниш, Марио, од Чаништа, Наваки, Крушејца, Пакален, Кукре, таму од Бонче, од Мусинци, од Подмало, преку Ридо, одавде од Прчани. Народ веруе, дуње веќе тука, стално беа тие дома, по 60 души во секоја куќа ќе има гости, за да останат да лежат по куќите. И се колеа јагнина, прастина, обавезно секоја куќа ранеше крмнак од 120-30 кила за Ѓорѓе. А за И на свадбите, да речеме, кој ќе се збере овде дента на Ѓурѓе на црква, тоа беше народ да не може да игла да врлиш. Тапани попече страва, да сверска. Мерак нешто. Овде во селово многу ми не рекоа дека на времето кога си бил помнат, ама и сега си познати по доброто свирење на гајде, на кавалче, ама и си бил и песнопоец. Може ли да засвириме? Абе, кога бев млад, свирев да ти кажам право. По свадбите ми вика гедаджија, на многу свадби, не знам колку свадби имам свирено. Провичина. Пее. Ние во срцето музиката, песната. Го носиш кавалчето? Дедо ми по традиција беше многу пеач, татко ми тој така и тоа си оди по традиција, знаеш. И децата што ги имам, и тие се музикални, сино помалју е хармоникаш, играорец беше Помир Чацев, Моминок. И така сето тоа си оди коле. Оти овците многу побаво пасат, кротко пасат овците кои ќе му спири со кавалчето. Ајде да чуеме. И јас си земи го вака од појас, извади го и цирним.
Еве, фала Богу, Патов почна да го прават. Ќе го направи Буки, што велиш? Ами, очекуваме. Очекуваме, ама Сите и така ќе со остане. надежи, што да ти кажа. Да беше Патов направен пред 30 години, ќе беше се селово поживо. Поживо, 100%. Ќе беше. Пат, водичка да имаме, тука е убав живот. А и вода немаме. Вода за пиење, одиме си лееме од кладенец. Слушай, јас пред 3 години работев тут. Може изработував од 800 до 1000 кила тут. Ми помага деца, не се плашам тоа едно друго. Така. Главно сега сме во средни години и тоа го отако почва на овците. Сега до кај ќе чувам, тоа е Те слуша домаќинкава. мора да слуша. Кој кого вака поќе ризаш? Ти не зели таа тебе. 50%. Значи заедничко. Нема тоа Так, грешка. так. И таа ќе биде Мора со така да овците биде. и јас. Така, Јас треба да појдам до луѓе, така и чува. така. Може некој човек ќе викне, ама тоа од време на време. 2 дена, 3 дена ќе биде, тој ќе се замени. Со спогодба се живее, инаку не може да се живее. иначе- Иначе... Спогодуваме. Колку сум јас, толку е таа. Работата овде овие дрва едно друго. Сето заеднички бавша, шопил едно друго, сето го работиме заедно. И отвирам една песна, малци и ќе отпеам, може не целата, али нешто. Во времето многу се пееше во нашите села, во Мариотскиот крај. Се пеа многу песни, ама јас сум сега во години, после ми жаба насува на грка, треба малце и пи, да се напие човек нешто, па Така. да почне да работи. Има една стара песна од дедо ми, пееше така ми е влезена во душата, се ви отпеам нешто. Првента, видиме. Невесто мори, гугутко мори, извади конјот, напој го вода. Извади конјот, напој го вода. Конјот со ведро, мене со гарло. Конјот со ведро, мене со гарло. Оти јас ќе одам многу надалеку. Еве, фала Богу, Патов почна да го прават. Ќе го направи Буки, што велиш? Ами, очекуваме. Очекуваме, ама и Сите така ќе со остане. надежи, што да ти тоа. Да беше Патов направен пред 30 години, ќе беше се селово поживо. Поживо, 100%. Ќе беше. Пат, водичка да имаме, тука е убав живот. А и вода немаме. Вода за пиење, одиме си лееме од кладенец. Слушай, јас пред 3 години работев тут. Може изработував од 800 до 1000 кила тут. Ми помага деца, не се плашам тоа едно друго. Така. Главно сега сме во средни години и тоа го отако почва на овците. Сега до кај ќе чувам, тоа е Те слуша домаќинкава. мора да слуша. Кој кого вака поќе ризаш? Ти не зели таа тебе. 50%. Значи заедничко. Нема тоа Так, грешка. так. И таа ќе биде Мора со така да овците биде. и јас. Така, Јас треба да појдам до луѓе, така и чува. така си. Може некој човек ќе викне, ама тоа од време на време. 2 дена, 3 дена ќе биде, тој ќе се замени. Со спогодба се живее, инаку не може да се живее. иначе- Иначе... Спогодуваме. Колку сум јас, толку е таа. Работата овде овие дрва едно друго. Сето заеднички бавша, шопил едно друго, сето го работиме заедно. Фала на разговорот. Па, Ма грешка, нека е денот тука- за новогодини, што се вика Митров ден. Нека за Па ако не среќа, донеси Господ Билки ќе наминеме на гости, што се вика врата отворена за секој. Повелете, дојдете. повелете, ич се Дену ни е тоа, слава за нема гости. кога било грешка од никој човек, не се страмам, не се чувствувам лошо.
Кој е дошол, добро дошол. Така е. Нека Па ако не среќа. донеси Господ билки ќе наминеме на што се вика врата отворена за секој. Повелете, дојдете. Повелете, ичте Дено ни е слава за нема гости. кога било грешка од никој човек, не се страмам, не се чувствувам лошо. Кој е дошол, добро дошол. Така е. На мообетењето и нема крај, како што се вели. Денот си заминуваше. Сонцето беше на заоѓање, а и луѓето си имаа работа. Овците се прибираа дома. Го оставивме у бабото Маријовско село Пештани. Ги оставивме и Петрета, Велета, Матета, Матејца, Славета, Благуња, да го чуваат селото Пештани. А 80 годишниот дедо Сребре, долго со поглед кон криволестиот што туку тапониран селски пат, не пратеше, се додека можеше да гледа во далечината. Оставајќи ни ја длабоко во душата неговата желба да го сликаме со бабата за последен пат, мислејќи на сликата што ја имаше во неговите старечки раце, за да ја видат неговите во градот. Зашто тој не може да појде во градот, остарене. Ќе го чека крајот на животот во Пештани. Ќе го чува прагот. Нема да ја затвори куќата, ќе живее заедно со магарето Марко, со самотијата, со 20 пештанци, кои ќе го чуваат пештанското селско Маријовско царство.